кисела вода. Да поздравам господјата Маја, која што ни излезе во пресред да можеме да се представиме ваму пред вас. Да ги поздравам сите гости, пријатели кои што денеска ни спочитува. Да посакам да овој ден уживате во она што е створено од нас како заедница. Ние како народ, како националност кои што живееме во Македонија, веќе да речам со векови, јас сум веќе малку повеќе од половина век. И работејќи со Сдруженијето, веќе ова е наша 6-та книга, а 2-та сликовница во наше издание, каде што сакаме да ви покажеме да го зачуваме својот мајчин јазик, а сакаме и да го испочитуваме македонскиот јазик, бидејќи живееме во Република Македонија. Живејќи во Македонија, затоа ви се обраќам сите на вас македонски, бидејќи не слушам некој дека збори хрватски, а мојот хрватски јазик ќе го употребам кога ќе влеземе во статутот, кога ќе не признаат како националност, ќе ми биде чест ако некаде можам да го употребам. Меѓутоа, мислам дека не е во ред пред македонците да зборам, мислам во Македонија да зборам некој друг јазик, бидејќи наш службен јазик е македонскиот. Колку и да каменот си тежи на своето место, мислам дека каменот си тежи на своето лежиште, што ќе го направи со години. Ја сакам државата, го сакам овој народ и за него можам да гинам. Како заедница имаме направено, ако ме интересира, преку 150 проекта за наши 15 години, по 8 до 10 активности во годината, секогаш исполнети во доволен број. Имаме прекрасни соработки со основните училишта, со средните училишта во Штип. Соработуваме со гимназијата, соработуваме со средното музичко училиште, сега сме со Банчо Преќе. Пред неколку години со сите училишта прикажавме дека во Македонија покрај македонската националност постојат и роми, и турци, и власи. Кога направивме 4000 дечиња со златни балони, го направија крстот за, да кажам, на Свети Никола, го направија стапот ославен. Тоа беа едни сочувања кои што може да ги направи некој кој што сака стварно да се залави и се труди. А јас сето тоа што го правам со љубов и со помош на моите големи пријатели. Пред се тука е библиотеката Гоце Делчев во Штип, универзитетската библиотека Гоце Делчев во Штип, со која што соработуваме долги години, на време бевме и ние кираџи, меѓутоа остана едно добро пријателство, една прекрасна соработка, врата отворена за секој случај. Во секој случај, ја сега имавме пред 2 месеца, имавме промоција на сликовницата која ќе пораснам, јас сакам да бидам како Карло. Сликовница не е двојазична, а ќе ви кажам, на кој јазик да се зборува, на тој јазик може на кој јазик и да ја читате, ќе ја разберете. Пораката е една, дека децата треба да се учат на вистинските вредности, дека децата треба да се ослободат од компјутери и техника и треба да се вратат на оние вредности од каде што може еден денеска некој да екзистира ако сака да работи. Тоа е наше 6-то издание, ако не одобрат да здравје Боже и 7. Добро е додека имаме ентузијасти, додека имаме господјата Десанка Никола, таа е авторка на самиот текст. Илустратор на текстот, на кој ќе пораснам и јас ќе бидам како Карло, е наша членка Сара Каурин, која што во моментот е, вие се не знаете кој што се во образование, значи совет и се не можеше да дојде, меѓутоа имаме исто така доктор на науки Снежана Мирашчиева при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, која што е убав, мислам, има направена еден добар текст, една добра рецензија. И на што сум посебно горда, оваа сликовница несовме во Загреб и таму бевме промовирани и во Дуго село, и во Дуго село се јави една соработка меѓу нашата општина и општина Дуго село, затоа што нешто што ми е посебно мило, а тоа е дека македонскиот јазик се учи во Хрватска. Жената од Скопје, Бранкица Богатинов, Богданов Богатинов, како беше, мажот е некаде во близината на Кочани, се сакале да излезат и отишле во Хрватска, таа како професор по хемија предава македонски јазик на деца во Хрватска и од Хрватска. Има еден дел македончија, меѓутоа поголемиот дел се хрвати. И тоа ми е мило што македонскиот јазик е таму далеко, некој сака да го изучува и го цени, бидејќи тоа е нашето основно орудие на препознавање. Јас би се заблагодарил уште еднаш на сите присутни, да верувам дека ова средба и ова ден на застан овде, еден ден можеме да направиме нешто поголемо, ако ми помогнете, бидејќи сама, без ваша помош, нема да можам. Ви благодарам на сите и сега ви ја поканува господјата Маја Трајковиќ, да ви прочита рецензијата на нашата докторка Снежана Мирашчиева, која што ни помогна во
во пишувањето на текстот. Ви благодарам.